Ни доцни доктор Митов цел еден ден во студиово, бидејќи обично во среда се гледаме, ама вчера беше неработен ден, па денеска така после краток одмор малку се. Доктор Митов, овие месеци, декември, јануари, се месеци кога во принцип се случуваат, би рекол, како да кажем, некакви густи одлуки кои што луѓето ги носат, како што и сами одвелите пред Нова година, сите викаат чекај да поминат празниците, после кој ќе дојде Нова година, па после викаат ај сега нешто ново да тргне годинава. Го чувствувате ли тоа во вашите консултантски, да кажем, комуникации? Јануари е месец на гужва. Јануари е месец на јавување, на решавање да се направат промени, да тргне нешто, да се смени нешто. Така што после изборен период, овој период е следен вака на... Обично во овој период сега што следува после Нова година, дискусиите за детоксификација се најинтензивни, бидејќи сите нешто се преале, се препиле. Има чувство дека се токсицирале. Нова година, Божичиеве, се до вчерашниот празник, така некако завршува оваа новогодишна сезона. Има ли смисла воопшто овој разговор за детоксификација? Има ли тоа нека говорам смисла во здравствена смисла, дали има? Биолошка, што се вели, физиолошка. Нашето тело се детоксицира на дневна основа. Значи, не на дневна, туку на секоја минута. Постојано работи на таа тема. Не е, знаете како создадена е некоја импресија дека, например, е можно да се насоберат токсини во одреден период заради не знам какво опуштање и дека после ќе следува период на чистење. Нашето тело тој луксус го нема. И секојдневно, постојано, во секоја минута, секунда го чисти телото. Има органи кои што имаат таква улога и за тоа постојат. И тие не одмараат за време на празниците. Црниот дроб, бубрезите, кожата, до некаде и белите дробови, постојано работат на тоа да елиминираат насобрани токсини. И тоа, кратко е тоа насобирање. Впрочем, нашиот систем е таков да не издржува поголемо насобирање на токсини. Ако тоа се случи, тоа е веќе знак за болест. Тоа не е знак за претерување со храна. Тоа се две различни теми. Добро, а овие сите мантри дека сега ајде една недела на сок од не знам кисела зелка со лимун внатре, дека тоа се ќе ме прочисти, не знам какви се има. Или не знам нешто сега само моркови да се пие. Има тоа некаква врска со сокови се прави детоксификација? Научна основа нема. Значи зошто ќе видат некаков бенефит пациентите? Ќе видат некаков бенефит заради тоа што ќе го намалат де факто внесот на калории, ставајќи се себе на пиење сок од морков е секако подобро отколку пиење. И се ќе почнат да слабеат и луѓето тоа го мешаат, го бунат, мислат дека тоа слабење де факто значи некаков вид на детоксицирање. Факт е дека кога ќе ја намалиме храната, ќе му дадеме малку шанса на телото да предахне, како што велат северните соседи, значи да се одмори малку, во смисол и дигестивниот систем и ензимите што се произведуваат, но тоа само значи дека после тој период на претерување сме се нормализирале, сме се вратиле кон тоа пак што е стандардно. Така што не станува збор за некоја акумулација на токсини, па сокови сега да ги исчистат, па да се оправиме. Значи, таа представа не е точна. Како ја коментирате расолницата, баш ме интересира. Оти сега е време, како човек кој ќе се расолница, јас памтам, морам да кажам, татко ми ставаше зелка, како и многумина се разбира, Скопје и не само Скопје, и таа расолница стварно онака до душе солена, ама ќе те продрма, особено после мамурлак. Има ли некаква друга функција таа расолница? Изворедно е здрава, значи можеме од многу аспекти да ја гледаме. Можеме да ја гледаме од аспекти на и само има еден недостаток, ќе го кажем и вие го солта, па јасно ми е. Ете тоа. Значи, ама ако не се стави, па нема да биде тоа. Така е. Значи, самата содржина од зелката дека е здрава, нема збор, што излегува од нејзи и влегува во расолницата. Вториот изворедно важен момент е напливот на пробиотици во зимски период, кога и не е толку едноставно да се соберат. Затоа она е уникатна комбинација на многу здрави материи. Проблемот е да не се зголеми количината премногу или пациенти кои што имаат проблем со покачен крвен притисок не можат да ја пијат. Аха, тоа е исто така важно, не сум сигурен да ги знаат, затоа што влијае врз притисок. Многу. А ако човек нема проблем со покачен крвен притисок,
тогаш може многу послободно да ја зема неизе, со тоа што пак треба нели некој усол таму и многу сол има. Има многу сол. Да. Не тоа. Добро, доктор Митов, што е воопшто, што можеме да направиме да му помогнеме на телото после, да кажем, поинтензивни празници кои се врзани со друг тип на исхрана и нели можеби поднапивање и така. Што е на што може да направиме? Можеме да направиме многу работи, не е дека само е препуштено на нашето тело и сега ние нели со скрстени раце да седиме. Прво можеме да пробаме, ако не сме направиле порано во животот, да пробаме водата да ја донесеме на едно ниво барем над 1 литро на ден. Не претерување 2 литри. Пиење вода. Значи тоа е првото кое што природно му треба на нашето тело за да го тера тој процес на детоксикација. Вие и друг пат сте говореле дека природната вода е најдобар детоксификатор. Апсолутно. И дека практично ако има доволно вода нема помага на телото да исчисти заради тоа што водата го има тоа единствено ексклузивно право да влезе и излезе од секоја клетка и да носи, да движи процеси. Тоа не го можат многу други. Какви се вашите искуства? Пијат луѓето вода доволно? Еве и имате бројни консултации така. Да, за жал не. Знаете што се случува? Уште во детството ние некако го убиваме потребата за пиење вода. Навикнати сме да ја одложуваме и просто го замолчуваме центарот за жет кој што е прилично, како да речам, нежен. Потребата од вода не е така нагласена. Некогаш ќе се појави како сува уста и ако човек се истренира себе да го игнорира, тоа многу лесно заборава. И дури после одат до таа степен луѓето се одвикнуваат од пиење вода, да кога ќе почнат да пробаат да пијат, има чувство дека се дават, дека се гушат. И тука треба еден период на навикнување, повторно, јас затоа велам секојаш треба вода да стои на работната маса, пример. Или во кујна, или било каде водата треба постојано да ни биде присутна и на пред очи за да се подсетиме. Заради тоа што многу лесно се губи таа природна навика. Не може некој ако рече, абе мене не ми се пие. Не ви се пие, бидејќи сте се одвикнали. Само да прашам, кога сме веќе на оваа тема, јас понекогаш околу мене се водат жестоки полемики околу тоа дали е подобро да се пие кисела вода или обична вода. Јас пием кисела вода, морам да кажам, кај мене во семејството така некако, можеби јас најмногу, но другите пијат обична вода. Има разлика некоја, те нервозни црева, те подобра варење, има тоа некако. Немам најдено никаков научен доказ кој што вели дека киселата вода прави проблем. Значи, многу пати ме прашуваат име на пациенти тоа, по питка е за одредени луѓе, навикнати се повеќе на неизе. Добро, ме тера да кажам и некакви, хај сега да не го употребам зборот. Да, се разбира. Ама ме тера и некакви киселини кога имам во стомакот ми ги средува побрзо и така. Јас имам, кажам се. Така што да. Немам никаков доказ најдено дека прави проблем, бидејќи специфично сум се насочил кон тоа и само да пие човек вода, дали кисела вода, дали обична вода, таква каква што е од чешме што велиме, само да има вода присутна во. Дали е чајот замена за вода? Да. Многу е важно сега да се навикне човек да не го пие засладен, бидејќи така да не внесува многу шекер, но чаевите имаат додадена вредност. Не само што е вода, туку и материјата која што е плюс со нив, дополнително може да збогатува, така што или вода или чај е еднакво добро. Или уште подобро може чај. Овие води со повеќе магнезиум, со повеќе, не знам, ова повеќе она, тоа не би го препорачал. Има некаква улога? Не би го препорачал, бидејќи немам најдено докази дека е подобро. Значи јас можам да се водам само од цврсти научни докази дека тоа прави некаква научна разлика во нашето тело. За чаевите има, за обичната вода има, но за некои вакви води со екстра додатоци тоа немам. Добро, на крај да ве прашам, ја поминавме течноста како најважен детоксификатор, а тоа е водата и така. Има ли некоја специфична храна која што е добра за ова? Зелката е изворедно добар детоксификатор, вака да го употребиме терминот. Зошто? Таа спаѓа во таа фамилија на така наречени круциферозни зеленчуци, кои што во себе имаат сулфурафан. Сулфурафанот и тоа како е моќен антиоксиданс. А нам не ни треба само да се ослободиме од токсините, туку во основа прво ни треба да ги неутрализираме. А ги неутрализираме во нашето тело под дејство на овие антиоксиданси. Сулфурафанот го има во брокула, во кел, во прокел, но зелката е најевтина, најдостапна, најмногу сме навикнати на неизе, така што има смисла зошто зелка
Баш во овој период. Мора ли да биде бардовачка зелка? Па, Тоа е локал патриотизам, јас сум во Бардовци. Во Струмица користиме свидовска зелка, така да има тука, има разлики, да. Тоа е. Доктор Митов, благодарам многу. Еве денеска имавме еден конструктивен разговор околу тоа како да се прочистиме, прочистиме после овие новогодишни празници. Продолжуваме следната среда со нашите редовни консултативни здравствени разговори. Мислам дека имаме и многу реакции. Баш ми е драго што успеваме да погодиме некои од овие темите кои што се и актуелни. Тоа беше Александар Митов, нашиот редовен здравствен консултант.